Ние не сме против плаќање данок и не бегаме од законите, но сме против ретроактивна, селективна и неправична примена на закон кој оди на штета на многу семејства, порачаа кумановци кои што работеле во ризични подрачја во Ирак и Авганистан од денешниот втор мирен протест што се одржа пред зградата на Управата за јавни приходи. Незадоволни од одлуката за ретроактивно оданочување на приходи остварени од странство од 2020 до 2025 година, граѓаните денеска ја блокираа крстосницата на улиците Моша Пијаде и во Лола Рибари плоштадот Маршал Тито и повторно јавно ги упатија барањата до институциите. Доколку институциите и понатаму молчат, ние ќе продолжиме со поголеми протести и во другите градови, порачаа застегнатите кумановци. Најавија и поднесување петиции и дописи до Народниот правобранител, како и до меѓународни амбасади со цел проблемот да добие институционална и меѓународна видливост. Ова е втор пат јавно излегуваме и укажуваме на ист проблем. Наместо подароци за новогодишни и божитни празници, ние добивме даночни решенија со ретроактивен данок кој предизвикува сериозна финансиска несигурност, страв и разочарување кај многу семејства. Институциите се целосно запознаени со нашиот случај, но до ден денес немаме ниту еден конкретен, писмен или правно заснован одговор. Добивме само празни ветувања додека притисокот врз граѓаните продолжува. Во меѓувреме и понатаму пристигнуваат даночните решенија за 2020 година со кратки рокови и камати, а според најавите ќе започнат и решенија за 2021 па се до 2025. Ова значи проблемот не се решава туку продолжува. Уште еднаш сакаме јасно да кажеме, ние не сме против плаќање данок и не бегаме од законите, но сме против ретроактивна, селективна и неправична примена на закон кој оди на штета на многу семејства. Иако граѓаните доставиле докази за долгорочен престој надвор од државата, тие не се земаат во предвид. Им се бара формална објава, иако тоа не е законски критериум. Институциите признаваат дека немаат целосни податоци за влез и излез од државата, особено за 2020 година. Се поставува суштинско прашање. Како граѓаните да докажат нешто што самите институции не го евидентирале? Дополнително од луѓето кои работеле во воени конфликтни зони, како Ирак, Авганистан, Африка, се бараат документи објективно, но не можат да обезбедат бидејќи компаниите не постојат или не функционираат. А документите што ги добиваме за платен данок од нашите фирми се одбиваат. Нашите заработки не се криени. Тие се донесени во државата преку легални банкарски трансакции. Работевме во екстремни и опасни услови, со сериозни последици по нашето здравје, а денес сме третирани како да сме сториле нешто незаконско. Затоа повторно сме тука мирно и јасно, со јасни барања. Правично и индивидуално утврдување на даночна резидентност поред фактички престој повеќе од 183 дена надвор од државата и достапни докази, како што се пасош, печати и потврди од работодавачи. Признавање на доказите за работа и престој без условување со формална одјава. Ревизија на веќе донесени решенија и привремено запирање на присилна наплата. Усогласување и предвидлива пракса на институциите. Јасни насоки за даночен третман за граѓаните ангажирани во меѓународни мисии. Нашата порака денес е јасна. Не бегаме од даноци. Фактички престој е законски критериум. Проблемот не е само 2020. Проблемот се проширува до 2025. Доколку институциите и понатаму молчат, ние ќе продолжиме со поголеми протести, ќе се обединиме уште повеќе, не има ни цела Македонија и ќе продолжиме не само во Куманово, туку и во другите градови. Ова не е закана, ова е последица на институционалното молчење. Бараме конкретни одговори, бараме правна сигурност
Бараме држава што ќе застане зад нивните граѓани. Има дел од тетово што се дојдени, од армијата се тука, сега кој колку можел толку излегол, нели? Када планираме, затоа ја собираме поголема петиција, да сме поголеми и ќе пратиме допис до Американската амбасада, ќе пратиме допис до Народниот правобранител, ќе пратиме секаде каде што можеме. Официјално не сме оствариле средба до сега. Очекуваме официјално да не повикат, да ги повикаме и вас медиумите да го докажете тоа, да ја докажете таа средба наша. Добивте решение за дека морате да платите данок и колку? Само што го чекам да ми пристигне. Се уште немам, али веројатно ќе дојде. Кој ден или кој минут. Во системот го има, Да, така во ние кажеме. системот ме има, сигурно. Бидејќи не можат да постигнат. Па, веројатно не може да ме пронајдат сега, затоа што јас сега сум моментално во Скопје, а адресата ми е во Куманово се уште. И затоа, веројатно треба да ми го врачат на рака. Па, ќе дојде свакако. Требало кога 2020 сум добила плата, тогаш сум требала да ги дадам овие долари, а не се. Сега јас немам од каде да ги најдам. Ние сме веќе тука од 2021. Од после им текна, каде го има тоа? Што е ова? Африка? Афганистан? Па таквите закони ги има само во Афганистан. Не тера да извадите доказ од Афганистан, од Ирак. Од кого да бараме ние во Афганистан? Прво ни треба визи да одиме во Афганистан. А каде во Афганистан? Па таму нема ни влада, ни ништо. Па можам да кажам дека е слична ситуацијата како кај нас. Ние тука немаме влада. Која е влада тука?